Скопје изминативе денови повторно на врвот на листата на најзагадени градови во светот. Очекувано ли беше вакво нешто? Преземавме ли некои чекори? Направивме ли нешто изминатиот период? Јас се надевам дека никој не е шокиран од оваа ситуација, дека некако изненадно дошло целото ова да не погоди. Аерозагадувањето е тука. Било и лани, било и преклани, било и со децении тука и аерозагадувањето продолжува зашто ние не знаеме на долг рок да планираме како да го спречиме истото. Сакаме со кратки мерки, кратки препораки како не знам сега препораките кои што излегува од Министерството за животна средина за намалување на индустријските капацитети до 50% нивната работа, тоа се све препораки. Ние со препораки не може да ја смениме состојбата на воздухот. Ние мораме со конкретни мерки. Конкретни мерки како што ќе се каже дека не знам државниот инспекторат на животна средина излегува на терен, констатира дека има аерозагадување, се дава казна или се одзема лиценца за работа. Ама ние не сакаме тие драстични мерки да ги направиме и затоа се доведуваме повторно да дишаме токсичен воздух зима по зима по зима, наместо да се преземат големите чекори да се планира нешто на долгорок. Значи, кога станува збор за овие препораки, вие верувате дека тоа не може во никој случај на долги стази да помогне во сета оваа ситуација? Прво, не може на долга стаза да помогне, зашто препораките ги пуштаат само во ситуации кога имаме неколку дена екстремно загадување. Значи, тоа не е никакво решение на долг рок или системски промени, кои што треба да дадат. Второ, тие се препораки. Никој не може со сила да натера некој индустријски објект да речеме да ги намали нивните работни капацитети за 50%, што тоа е препорака. Само толку се дозволува. Кога ќе имаме конкретни казни, мерки, кога ќе излезе да тоа зборам и државниот инспекторат, и локалните инспектори од локалните самоуправи на терен да ги прегледаат сите објекти кои што имаат интегрирана дозвола, Б интегрирани дозволи, да видат колку навистина они загадуваат, тогаш ќе може да направиме реални чекори во намалување на загадувањето. Ние ако планираме да мериме колку загадува некој индустријски објект еднаш или два пати колку што бара тие дозволи во годината, еднаш или два пати, не можеме да знаеме реално како изгледа нивното континуирано 24 часовно загадување на нашиот воздух. Дали вие како Зелен хуман град имате вакви конкретни мерки, дали можеби ги предложивте до надлежното министерство или до некои други органи? Каква беше состојбата, дали комунициравте до оваа тема? Значи ние и како активисти долго време збориме за ова и како Зелен хуман град сега здружение Кои се конкретно мерките кои вие ги предлагате и сметате дека можат на долги стази да дадат? Ќе дадам пример. Значи ние сега како јас и Драгана што сме двајцата независни советници во град Скопје, ние во Советот на град Скопје втора година поред како советница и претходно надвор од Советот предлагаме конкретни проекти кои што помагаат за намалување загадувањето. Пример, ако земеме да компостираме отпад во главниот град, значи компостирање на отпад, тоа е 60 до 70% од отпадот кој што завршува на диви депонии. Ако имаме компостари да се постават во самиот главен град, ќе може да намалиме 60 до 70% од отпадот и значи нема да се палат тие депонии, нема да се запалуваат, нема да се гори. Збориме за креирање на, тоест враќање во живот на тој зелен катастар. Овие дрва нам ни помага да го намалуваат аерозагадувањето. Ама овие дрва, ако немаме катастар, да видиме кај се што си, да дојде инвеститор да рече абе ми личи дрвово мртво да го исечем и да ставам паркинг овде, немаме начин како да следиме таа состојба. Сега успеавме, едно од да речеме по големите победи е да натераме градот Скопје да мора да ги објавува сите интервенции врз зеленилото 15 дена пред тие да се случат, за да може секој граѓанин да поднесе жалба доколку мисли дека нешто не е во ред. Имаме тон други вакви кои што ние преку платформата Мој град проекти ги имаме објавено и јавно си седат тие со години, но и цело време ги пробуваме да ги ставиме и во буџетот, но и откако се во буџетот да се имплементираат, ако сакаме да намалиме аерозагадување. Јас дури поставив и советничко прашање до инспекторатот за под град Скопје, зашто после 16:30 часот во работен ден веќе нема кој да ми крене телефон за јас да пријавам дека некој загадува или за време на викенд како што е денес. Така што доколку имаме активни инспектори, доколку имаме администрација која што гледа на долгро како да го реши проблемот и ги слуша експертите, граѓаните и активистите, зашто сите сме партнери во ова, тогаш може да имаме чист воздух. Ве слушаат ли вас еве и во Советот велите дека со години предлагате, ве слушаат? Тешка е борбата. Искрено е тешка борбата. Јасно ни е секогаш дека е лимитиран буџетот. Јасно ни е секогаш дека се наоѓаме во еден тип или друг тип на криза. Но со имплементирање на вакви проекти кои што заштитуваат животната средина се решаваат многу други проблеми кои што ќе ги имаме понатаму. Со зачувување на зеленилото. Ти ќе речеш абе едно дрво овде, што ќе направат дрвата ако ги зачуваме. Дрвата ќе ни дадат почист воздух, дрвата ќе ни дадат многу повеќе биодиверзитет. Во летот ќе нам намала температурата за да не се пржиме, за да не треба да трошиме повеќе струја, за понатаму струја која што ќе се произведува во рек Битола, па рек Битола ќе загадува. Мислам, ланчан ефект е применување на зелени политики кои што не се ништо ново, не треба да измислуваме топла вода, може да ги преземеме и да ги искористиме и од други места, ама мислам мора некој да слуша и да сака да го направи тоа.
Богдан, слушнавме што се може да се направи, меѓутоа состојбата е таква каква што е. За граѓаните во моментот, дали може од моменталната состојба да очекуваат нешто подобро или и следни утра во кои ќе се будат со црн смок? Па, видете, ако се искочи на терен, ако се искочи од Државниот инспекторат за животна средина, од локалните инспектори, ако се пронелат, Колку искрено можеме да очекуваме на таква реакција? искрено доколку сакаат, они може да го направат тоа. Можат. Прва, втора, трета смена, 24/7 да работат. Можат и мораат во вакви критични ситуации. Значи не може да имаме работно време. Па денеска ми е празник, не сакам да работам. Воздухот не бира дали е празник или е работно време. Воздухот не убива сите нас полека. Затоа мора да бидат искочени на лице место. Ние сега чекаме да дувне ветер, зашто сме во котлина, чекаме да дувне ветер, па да ни го исчисти воздухот и да речеме, окей, добро, супер, препораките веќе не важат, па ќе чекаме до следен пат кога ќе биде повторно загадено. Не, мора да се действува веднаш, мора да се действува сега, не се тешки работите кои што треба да се имплементираат, само треба да има волја, а и мислам дека треба и ние сите како граѓани да правиме огромен притисок, бидејќи ова ние го дишеме на крајот на денот.